Илија Атанасов, диригентот на хорот Гординија од Гевгелија. Иле мора да прашам затоа што јас на почетокот се сеќавам кога пред 20 години го формиравте хорот и твојот татко беше вклучен. Ти од кога си диригент на хорот или од самиот старт? Една историја. Така е, да. Накратко, веќе многу пати повторувана, точно дека татко ми, значи професорот Атанас Атанасов го формираше хорот 96-97 година, почна со настапи, но мора признам дека уште веднаш се вклучив како диригент, нели како втор диригент, прво на првичниот хор Сама Михајлов, кој после се направи една пауза од 1-2-3 години и после, нели, од кога се вративме од студии од авантури по Скопје, почнавме во 2006 наново формиравме нов практично состав и од тогаш почна да работи хорот како хор Гортинија, градски мешан хор Гортинија. Се разбира тоа, комуникацијата меѓу мене и професорот е постојана и сите методи на работа, сите на програми и концерти беа во консултации меѓу нас двајцата, така да практично и двајцата сме вклучени. И денес го гледаме. Се разбира, да. Тој е еден од нашите најредовни пејачи, најсериозни. Мора да признам и пример за останатите хористи. Се уште работим како пример за останатите хористи. Ајде сега накратко успесите, постигањата на хорот, иако предпоставам се многу 20 години, но што во твојата глава се бележи како нешто што би го издвоил за нашата камера? Да, мора признам, еве тоа денови размислав, сепак најголем успех за хорот е тоа што успеа 20 години да обстојува во разни времења, знаеме и сами, нели, да не се навраќаме на таа тема. Многу е тешко за еден уметнички состав да обстанува во овие простори, но и самото обстојување од 20 години, самиот јубилеј 20 години за мене е голем успех, но вреднувањето на работата и квалитетот на хорот е, се разбира, на меѓународните надпревари и со задоволство мора да кажам дека веќе на повеќето тие меѓународни хорски надпревари хорот се има представено, има освоено и добиено високи признани и награди, почнувајќи од Гран При, значи златни плакети, сребрени плакети, специјални награди, награди за најдобра програма, за најдобро изведена композиција, значи практично од сите области и во секој домен од работата на хорот имаме за сега признание. Тоа според мене еден доказ дека хорот работи со висок квалитет и е вреден и достоен за поддршка од особено од нашата публика, но се разбира се надевам и од сите институции кои ја поддржуваат работата. Малку околу структурата никој пат немаме прашано, колку членови брои хорот? Прилика редовно во хорот учествуваат 30 до 36 редовни хористи, зависно од генерацијата, и тоа е оно што ние го викаме проклетството на институциите во малите градови. Знаете, кога веќе хористите од средно училиште ќе ги методиски ќе ги донесете на ниво на созрян пејач, веќе тие заменуваат во Скопје на студии и ја губите на најсозряната и највредната поента и можност на гласовни множности од користите. Така да постојано повторувам дека она наша работа не ликува на работата на Сизиф, постојано барате нови членови, постојано го забунувате хорот, што е, се разбира, голем терет за програмата, заради тоа што е една програма што е веќе усвоена од еден хор, доаѓаат нови хористи и тој процес е малку напорен и изморува, заморен, но секојаш ентузијазмот на хористите е бил она што ме движи и мене и публиката. Така да во состав, во секое време во составот на хорот учествуваат средношколци, годиниве, последниве 2-3 години дури средношколци од прва и втора година,
и студенти кои се веќе, односно возрастни веќе граѓани наши, млади луѓе кои завршиле студии се враќаат во Гевгелија, но исто така и од постари академски настроени граѓани кои сакаат да учествуваат во и имаат, се разбира, доблест и желба да учествуваат во нешто што може да кажеме, нели, еден од прилика културен уметнички бренд на градот. Финанси се снаоѓате или тешко е? Па мора признам дека и тоа прашање секогаш под различни не секој нередовни се финансиите, особено последните 2-3 години мора признам дека од едната страна страната која најмногу не поддржуваше, тоа е Министерството, веќе немаме 2-3 години немавме никакви примења. Единствено и за сега, фала Богу, остана општината на наша страна, да, преку проекти се разбира, најмногу преку проекти, но мора кажам дека во работата и во особено во проектите, нели, патувањата имаме доста поддршка и од наши институции и спонзори кои постојано ги набројуваме и се надевам дека вечер ќе им делиме и благодарници за тоа. Благодарам за оваа изјава, се надевам дека и понатаму ќе ве следиме и пред се честитки за 20 годишниот јубилеј. Благодарам и на вас и благодарам и на вас што не поддржувате со вашите активности, а поддржувате активноста на хората.